Дебелината е здравствен проблем. Какви се параметрите кои укажуваат дека станува збор за дебелина, што треба да направиме и некои други податоци кои што може да ни бидат од корис, ги истражувавме во ова издание на Приказна. Погледнете ги. Постојат повеќе причини, односно повеќе фактори кои што влијаат врз дебелината. Кои се тие, истражуваме во ова издание на Приказна. Дебелината или обезитет е комплексна болест. Станува збор за состојба на прекумерна количина на масти во човековото тело. Дебелината го зголемува ризикот од други болести и здравствени проблеми. Дебелината се дефинира преку индексот на телесна маса БМИ. Тој се пресметува кога телесната тежина изразена во килограми ќе се подели со телесната висина изразена во метри на квадрат. Луѓето со индекс на телесна маса понизок од 18,5 кг на метар квадратен се подхранети. Од 18,5 до 24,9 се со нормална телесна тежина. Лицата со БМИ од 25 до 29,9 кг на метар квадратен се надхранети. Од клинички аспект, загрижуваат лицата кои имаат БМИ од 30,0 до 34,9 кг на метар квадратен, класа 1 на дебелина. Од 35 до 39,9 кг на метар квадратен, класа 2 на дебелина и особено 40 кг на метар квадратен и повеќе, кои се класифицираат во класа 3 на дебелина или морбидно дебели. Во некои земји се обезноста кај луѓето некаде над 50% стигнато. Во Западна Европа и во Америка се околу 30, што се загрижувачки бројки. Тие бројки треба да се коригираат и треба да знаеме дека може да се мери таа обезност, значи се пресметува body mass index, односно колку е тежината врз површината на телото, телесните масти колку се може да се пресметаат и дебелината на струкот. Кај мажи треба да биде отприлика 90, кај жени 80. Маснотијата обратно кај жените малку е повисока, нормално околу 25% од телото треба да бидат кај машката популација, масноти кај женската околу 30%. Се што одстапува од тоа, викаме дека е надвор од нормала и треба да се внимава. За разлика од тоа има еден парадокс кој што би било добро да го спомнеме. Тоа е дека луѓето со прекумерна тежина, значи кои што имаат body mass index измеѓу 30 и 35, парадоксално во некои случаи, доколку немаат дополнителни заболувања, можат да имаат по-здрав начин на живот. Секако тука влијаат и други фактори, односно нивната физичка активност, начинот на исхрана, регулација на шеќер, крвен притисок и останати елементи. Постојат повеќе причини зошто некои луѓе имаат потешкотија да ја избегнат дебелината. Обично тоа е резултат на вродени фактори комбинирани со фактори на околината, лични диети и начини на исхрана, како и физичката активност. Покрај генетските фактори за дебелината, начинот на живот, постои и метаболистичко и хормонско влијание на телесната тежина. До нејзино зголемување доаѓа и кога се земаат повеќе калории од тоа што организмот може да ги потроши преку физичка активност и со секојдневните активности. Во тој случај телото ги складира вишокот калории во масти. Дебелината може да се јави и во рамки на некои ендокринолошки болести, проблеми како артритис и при користење некои лекови како антидепресиви, антипсихотици, лекови за дијабетес и бета-блокатори. Има повеќе фактори, значи има социоекономски, има медицински, има и фактори како навика на пациентите, кои се како резултат на навика на пациентите, меѓутоа општ печаток е дека во последниве декади со зголемување на производството на храна и начинот на живот наш, односно стресот кој го доживуваме во тек на секојдневното обстојување, патувањето до работа, од работа и немањето време за нормална и правилна исхрана, односно доручек, ручек, вечера со 2 ужинки, не верувам дека во денешно време некој го практикува тоа, односно јадеме кога можеме и тоа е еден стрес на нашиот организам и он се прилагодува на тоа со тоа што не ја искористува енергијата од нашата храна, туку едноставно ја таложи и доведува до зголемување на телесната тежина, односно дебелина или обезитас.
Исхрана која што е богата со многу калории, како што се брзата храна и висококалоричните намирници, води до дебелина. Дебелите лица може да јадат повеќе калории пред да се почувствуваат сити, брзо огладнуваат или пак јадат повеќе како резултат на стрес или анксиозност. Генетските фактори може да имаат влијание на тоа колку масти се складираат во организмот и каде се распределуваат. Важна е и ефикасноста колку телото ја претвора храната во енергија, како организмот го регулира апетитот и како ги согорува калориите за време на физичката активност. Се смета дека дебелината се јавува кај повеќе членови на потесното семејство. Тоа не е само поради генетските фактори, туку поради сличните навики на исхрана и физичката активност. Некои видови храна и состојки во храната, кога се консумираат во прекумерни количини, може да го зголемат ризикот од некои хронични болести. Тука спаѓаат натриумот, цврстите масти, главен извор на заситените и трансмасни киселини, додадените шеќери и рафинираните жита. Овие прехранбени состојки прекумерно ги консумираат и децата и адолесцентите, но и возрастните и старите лица. Освен тоа, исхраната на повеќето мажи ги надминува препораките за холестеролот. Некои луѓе исто така прекумерно консумираат алкохол. Промоцијата и достапноста на здрава и разновидна храна е клучот за подобрување на здравјето, благосостојбата и квалитетот на живот на населението. Пак ќе се навратам на Body Mass индексот од 18 до 25 ни е идеалната граница, меѓутоа не треба секогаш да се инсистира на тие бројки, треба да се и затоа викаме не може one size fits all, значи не може да кажеме дефиниција која што би одговарала за сите луѓе, затоа секогаш им укажуваме да доаѓаат на преглед за да направат консултации со лекар, нутриционист, како би се намалила телесната тежина. Би се намалила во комбинација со начин на исхрана, со умерени спортски активности, порано беше 30 минути спортување на ден, тоа се менува, не може да се договора за дефиницијата, меѓутоа викаат дека секоја спортска активност која што е повеќе од нула е подобра него нула спортска активност. Болеста на нашето општество, односно седењето и зголемената телесна тежина која што понатаму предизвикува дополнителни заболувања без разлика кардиоваскуларни, мозочни страдања, бубрези, белодробни заболувања и останати. Многуми на дебелината ја препознаваат како естетски проблем, но во суштина она што е позначајно е дека дебелината е причина за бројни здравствени проблеми. Така е. Би сакала тој момент да го опфатиме колку дебелината како тренд се одразува врз здравјето на луѓето во нашава земја. Апсолутно дека е здравствен проблем и здравствен ризик, би рекол. Дебелината е по своите карактеристики не можеме да ја карактеризираме се уште како болест. Меѓутоа е сериозен ризик фактор за појава на други болести. Така што естетскиот аспект за нас како здравствени професионалци е многу малку важен. Она што нам ни е важно е какви ризици ни носи по здравието, тоа што нутритивниот статус на одредена личност е со зголемена телесна тежина или пак со дебелина. Ризиците се разни. Од она што најмногу не загрижува е предвремената појава на болести кои што би требало да се јават подоцна во животот. Тоа е пред се ризиците од кардиоваскуларни болести и диабетот. Тоа е појавата на диабет во 11, 12, 13 година, зборуваме за диабет тип 2, а тоа се случува, е нешто кое што сериозно може да го загрози или да го искомплицира животот на некоја личност која што вообичаено, бидејќи делот на тие болести имаат своја генетска карактеристика, би се појавило многу подоцна во животот. Исто така кардиоваскуларните болести, значи болестите на срцето и на крвните садови, предвремена појава на срцеви болести кои што подоцна ќе го, би рекол, ќе го искомплицираат животот на личност, на млада личност, која што пак ќе речам би требало порано да подоцна во животот да им се појави таа болест. И на крајштата тоа е предвремената смртност, една популацијска мерка која што има здравствено-економски карактеристики и која што ни покажува две работи. Едната е дека
колку пред време завршил животот на личност која што вообичаено подоцна би требало да го заврши својот живот. И втора е овој, би рекол, економски аспект, односно години на изгубен живот, изгубени години на здрав живот, во кој што таа личност би можела да придонесе за општеството, за местото каде што работи, ако сакате, за социјалниот аспект на живеењето. Така што има повеќе слоеви на ризици кои што дебелината може да ги, би рекол, да придонесе кон нивно појавување. Како институт изработувате често анализи, па оно што би сакала да го истакнеме, кои параметри укажуваат дека имаме дебелина како тренд? Имаме едно стандардна алатка за мерење, преку мерење на висината и на тежината, тоа е познатиот индекс на телесна маса кој што го користиме кај возрастните и кој што ни покажува дали определена личност е во рамките на или во границите на зголемена телесна тежина или дебелина, а кај децата имаме дополнително, значи кај децата важна ни е возраста и го користиме така речениот body mass index за возраст, кој што се разликува и малку е покомплицирано да се пресмета од овој сооднос на висината и на тежината кој што го пресметуваме кај возрастните. Во секој случај, овие мерила и карактеристики ни покажуваат дека населението во Македонија има проблем со дебелината и кај возрастните и кај децата. 60% од мажите и 50% од жените во Македонија се во оваа карактеристика на зголемена телесна тежина или дебели, а дебели се околу 20% од мажите, само значи дебелина, и 17% од жените. Какви се анализите, дали знаеме дали таа се одрази на дополнителен тренд на зголемување на бројките на дебелината? Да, веќе ги имаме првите назнаки, ние немаме комплетната слика за 2021 која што сега ќе ја комплетираме во последниот квартал од оваа година која што поминува, меѓутоа последните месеци мерењата што ги правевме во 2020 и цела 2021, иако не во оној обем во кој што сакавме заради неможноста пред се во училишните установи, некои беа затворени, некои додека се прилагодија на ова така наречено ново нормално во оваа учебна година. Во секој случај, од оние податоци што ги имаме, ни покажуваат дека во однос на предпандемиско време, зголемената телесна тежина и дебелината, за кај децата сега зборувам, кај возрастните уште не сме направиле студија, е во нагорен раст. Таа и така е во нагорен раст, меѓутоа имаме еден скок кој што јас мислам дека ни се должи на неактивноста и на променетиот начин на живот во однос на ова време. Дали има разлики кај девојчиња, кај момчиња? Генерално во Македонија и во земите во околинава, во најголем број од нив, машките во однос на девојчињата се со пофреквентна е појавата на зголемена телесна тежина и дебелина, согласно и следствено на тоа и мажите се во повисока е преваленцата кај мажите на зголемена телесна тежина и дебелина во однос на жените. Така е кај нас за разлика од некои други земји во Европа па и во светот. Знаеме дека исхраната е клучна во поголемиот број на случаи кога се работи за дебелина, но имаме и случаи кога некои здравствени состојби, некои болести носат ризик од покачена телесна тежина. Така е, значи начинот на кој што живееме, пред се начинот на кој што се храним има голема улога, меѓутоа сето тоа го зборуваме за кај популација, кај население кое што во некои базични карактеристики ја сметаме за здрава, значи нема некои дополнителни ризици или нема органски пореметувања, како што ги викаме, кои што може да бидат вродени, може да бидат стекнати и кои што заради нивната природа или заради лекувањето придонесуваат кон зголемување на масното ткиво во организмот. По дефиниција дебелината е зголемување на масното ткиво во организмот. Така што не можеме ни да ги исклучиме, меѓутоа кога ја гледаме големата слика, тој број на случаи, би рекол, тој број на луѓе кои што имаат такви проблеми е занемарлив во однос на целосната слика која што имаме. Инаку да, не секогаш е се поврзано само со исхраната и стилот на живење, некогаш е во прашање и генетика и фармакологија, би рекол, лекарства кои што придонесуваат за тоа.
Ако веќе имаме анализи кои што укажуваат дека населението во Македонија е склоно кон дебелина, дали имате некакви сугестии, дали имате некакви препораки како да го надминеме тој тренд, односно да поставиме нови насоки за во иднина? Сугестиите мои се научени лекции од успешните приказни таму каде што прехрабро е да се рече дека го решиле, меѓутоа на добар пат се да викаме да ја заврта таа крива, да оди кон регресија, не кон прогресија. Значи платото да е веќе достигнато и да имаме веќе намалување на бројот на или на опфатот на дебели лица во популацијата. На две нивоа секогаш ние велиме дека се решенијата. Првото е нивото на блиската околина на кој што го има проблемот. Кога за децата зборуваме, родителите, другите со кои што живеат и нивниот стил на живот. Под број 1. Под број 2 е поблиската околина која што е надвор од семејството, а тоа се училиштата, градинките, местата каде што тие поголем дел од децата го поминуваат своето време. И тука голема е улогата на воспитувачите, на наставниците, на оние кои што се грижат за времето поминато нивно во тие установи. И трето се системските промени во општеството, кои што се можеби најзначајни. Ако сакаме популацијската слика да се промени, односно да ги видиме овие бројки кои што претходно ги кажав на ниво на држава да се намалуваат, клучни се овие промени. Тие промени се тешки, не се едноставни, меѓутоа бараат решеност и бараат со таа решеност даваат резултати. Резултатите исто така па не се брзи. Меѓутоа, пак ќе кажам, доколку сакаме да направиме промена, таа треба на системско ниво. Што подразбира тоа? Тоа бара похрабри, би рекол, акции и действија кои што на оние кои што консумираат храна, сите сме потрошувачи, ќе ни обезбедат достапност до поквалитетна храна, би рекол нутритивно побогата храна, а енергетски посиромашна. Ќе им се олесни изборот на потрошувачите, со тоа и на децата до таа храна. Во овој момент се случува убава иницијатива од Министерството за труд и социјална политика за промена на стандардите во исхраната, она што претходно го направи Министерството за образование и наука во однос на основните училишта. И тие цело време бараа сугестии од нас, ние помагавме тука и се смени правилникот, се смени нешто во начинот на гледање на работите, меѓутоа тоа е се уште малку. Можеме ли да напоменеме кој вид на исхрана би можеле ние да го практикуваме и ве како добра практика која што на некој начин ќе значи позитивна промена? Так, нашата географска позиција, иако ние не сме земја што излегува на море, меѓутоа ние имаме многу карактеристики на медитеранската клима и на медитеранскиот начин на живење, па ако сакате и сите продукти на медитеранската исхрана се присутни, тука се автохтони кај нас. Така што ние не треба нешто многу да сменуваме или да правиме некои драматични промени во како ќе се храниме, бидејќи медитеранската исхрана не е само храната која што ја консумираме, тоа е еден стил на живење. Тој стил на живење дури во медитеранските земји веќе не е доминантен. Значи глобализацијата, материјализмот, окрупнувањето на компаниите, на кои што произведуваат храна, кои што ги диктираат трендовите, направија промени, така што и во најмедитеранските земји се присутни овие проблеми. Меѓутоа, фундаментите на медитеранската исхрана, која што е прогласена 10 години поминаа од која е прогласена за нематеријално наследство на УНЕСКО, тие ги имаме сите кај нас. Во некои земји, некои влади превзеда поригорозни мерки во насока на оданочување на храната која што предизвикува дебелина, дури и забрана рестрикции за рекламирање на тие производи со цел да ги заборави населението. Јас не секав толку далеку да одам, затоа што дотаму има некои чекори кои што треба да ги направиме и на еден состанок со носители на одлуки кај нас им реков тоа ќе дојде. Ќе сакаме да бидеме последни кои што тоа ќе го направат или да бидат меѓу првите или на средина.
Има земји низ Европа и се повеќе кои што прават забрана, например од април оваа година низ цела Европска унија се забранети трансмастите во храната, кои што кај нас се уште не се дорегулирани, на добар пат се да се регулираат, но се забранети, но не се комплетно забранети. Воведувањето на даноци апсолутно. Унгарија е најдобар пример како имаат промена во консумацијата на тој тип на храна со нивниот сеопфатен закон за го викаат закон за јавно здравје, значи односно оданочување во насока во сфрха на јавно здравје. Велика Британија од лани ги оданочува sugar sweetened beverages, значи засладените пијалаци, и уште неколку земји низ Европската унија, така што тоа неминовно ќе дојде во еден момент, меѓутоа ние треба овие чекори до таму да ги изодиме за потоа да го имплементираме и тоа. Модната креаторка Ивана Кнез, која долги години е дел од македонската модна сцена, по долга борба со килограмите, конечно ја има идеалната тежина. Ако некогаш имала скоро 100 килограми и не можела да ја поднесе вагата, денес таа е среќна што има 30 килограми помалку. Имаше две пресвртни точки. Едната беше кога во хотел во Кина застанав на вага, прв пат во мој живот, и видов цифра од 98. И тоа беше првиот визуелен шок. До тој момент јас проблеми сама со себе немав. Значи, оној моментот на себе прифати се беше и tekako актуелен кај мене и оние кои што ме знаат дека сум се носела и tekako со тежината. Но вториот момент беше веројатно клучното нешто кое што пресуди. Имав спојна крвни притисоци, клиничка смрт од 45 секунди и после еден детален преглед покоен доктор Јошко само ме седна и ми рече: види, или ќе продолжиш вака и ќе јадеме блага пченица за многу брзо, или ќе се промениш. Најди хоби кој што не е твојата работа, бидејќи ти си во многу непријатна ситуација, твојата работа е твоето хоби. Ајде да се договориме дека ќе најдеш хоби кое што е некакво движење. И за една година дојди и кажи ми дека си окей, знаеш, сакам да те видам пак. Многу ми е криво што 2 дена пред мојот преглед почина. Меѓутоа се надевам дека од негде горе ме гледа и дека се е окей. Значи тоа беше токсичниот шок за себе, каде што си реков: окей, супер, јас се прифатив и баш се сакам. Ам што правиме со здравјево? И зошто никој не говори дека така кога се прифаќаш, нели? Забораваш на себе и на сопственото здравје и се потискаш во втор план, реално. Прво постење, па намалена исхрана, а потоа и многу вежбање. Вели дека балансот, но и рестрикциите и големата послушност ја довеле до резултатот денес. Јас сум една од оние жени кои што јадеше, сега веќе не, емотивно. И секогаш кога нели ќе се скараш со дечкото, кога нешто ќе ти тргне на лево, тебе ти е главата во фрижидер. Секако тука и алкохолот, секако тука се сите пороци на куп. И реков: окей, јас ќе постам. И 3 месеци постев. Меѓутоа постев без алкохол, без всушност строг пост 3 месеци направив. Еден комплетен детокс на телото 3 месеци. Нема физичка активност во тие 3 месеци и во тие 3 месеци решив дека ќе се ги склопам сите коцки во глава и всушност ќе договорам сама со себе кај сакам да бидам. И како сакам да изгледам на крајот на денот, без компромис, без прифаќање. И откако поминаа тие 3 месеци на пост, тоа ми беше веројатно најтешкиот прелаз. Тоа великденски пости, нели, беа во прашање, меѓутоа јас ги склопив да тоа биде 3 месеци и се склопи со Великден и за Великден првата чаша пиво и првото јајце и имав еден паничен напад. И сега треба да јадам. И сега што правиме? Сега како треба да јадам? И тука почнав една сериозна потрага по баланс. Тоа беше доста патува во Кина и тие патувања многу ми помогна. Филозофијата на будизмот, да речам, најмногу ме извади од целата таа состојба, каде што всушност се договорив сама со себе дека
Јас не умеам да се контролирам. Кога не умеам да се контролирам, тогаш морам да си ставам рестрикции и морам да се почитувам себе си за да ги спочитувам тие рестрикции. Започнав со најслаба можна физичка активност. Дом имав најскапата закачалка Орбитрек и по 15-20 минути вежбав на истата, сама. Толку можев да речам со таа килажа во тој момент. Морам да напоменам дека во тие 3 месеци јас не ослабев. Значи, девојчиња, не го врзувате ово во крпче. Тоа беше повеќе ментален детокс отколку било каков друг. Процесот на вистинско слабење започна кога се договорив сама со себе дека ќе јадам здраво, дека ќе отфрлам бел шеќер и бело брашно и дека ќе влезам во теретана. Нејзината приказна е инспиративна. Низ разговорот ни откри дека само со поставени цели и љубов кон себе си и своето здравје може да го добиете посакуваниот резултат. Во случајов во борбата со вишок од килограми, бидејќи како што вели Ивана, тоа не е ништо друго, туку борба за здравје. Јас бев една од оние девојки што кога оди на плажа, случајно цело време е со пешкирот замотана и случајно цело време е оние костимите едноделни за капење. По други времиња беа, кога ние бевме помлади. Гледам девојките сега се покомфорни и пропагираат себе прифаќање на секој можен начин. Јас само би ве посоветувала да не се прифаќате со масни наслаги и целулитни наслаги, бидејќи не е тоа здраво. Јас не велам дека не може да има вишек чест, сега си го имам и многу си го поштувам, меѓутоа запазете ја границата на здравје и изглед. И сега да речеме од гледано вака и така, баш скоро мајка ме искоментирам, вика, ама бе дете ми, вика, кој имаше 100 кило се дотеруваше секој ден, вика, сега, вика, како партал ми се шеташ, вика, шо е работала? Викам, веројатно е, викам, нивото на самодоверба е сега, викам, оној момент каде што јас навистина не размислувам како изгледам, туку гледам што ќе направам денеска, како ќе го поминам денот, со кого, што вкусно ќе јадеме денес, што вкусно ќе пиеме денес. Дебелината како тренд ни се случува не само кај возрастните, туку и кај децата. Еве што истраживме во ова издание на Приказна. Бројките од податоците на СЗО покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу 20% од возрастните во државава се дебели. За жал, зголемената телесна тежина и дебелината се проблеми кај децата. Во нашата земја секое трето дете има прекумерна тежина или дебелина, една од највисоките стапки за регионот на СЗО за Европа. Загрижува и фактот дека трендот на прекумерна тежина кај децата на возраст од 7 години има тенденција на раст кај момчињата од 37,9 во 2010 на 39,4% во 2016, кај девојчињата од 31,5 во 2010 на 32,9 во 2016 година. Според податоците на Европската иницијатива на СЗО за следење на дебелината кај децата, од 2016 година со која биле опфатени 40 земји, Македонија го зазема 10-то место. Конкретно ако зборуваме за телесната тежина кај дечињата, например, ние, иако нели сите го зборуваме како општествен проблем, ретко кој го прифаќа како проблем присутен во сопственото семејство. Правени се анализи во однос на ставови на родители, по однос на тоа дали перцепираат, дали гледаат дека има зголемена телесна тежина кај нивното дете и ќе се изненадите во огромниот процент од родители кои што едноставно не можат да го видат проблемот, иако проблемот им е овде пред нос. Интересно е тоа што, например, се има случајно во Велика Британија пред неколку години, кога училиштето врз основа на објективни критериуми направило проценка кои те дечиња во основно училиште, кои од дечињата имаат проблем со зголемена телесна тежина, и испратиле по едно писмо до семејството да им укажат на тоа дека би било добро да поработат конкретно со детенцето за кое што станува збор, да се намали телесната тежина. Огромен процент од родителите не ја прифатиле информацијата, биле навредени и едноставно не се помириле со тоа. Сакам да речам, овој проблем не можеме да го решиме ако немаме јасна свесност и ако за тоа не се разговара. Зголемената телесна тежина и дебелината се чести проблеми за се повеќе деца. Децата јадат многу нездрава храна, многу од нив претеруваат со седење пред компјутер, немаат физичка активност. Неретко, според лекарите,
Родителите не се соодветен пример за здрава исхрана и за активности. Според податоците од ИАЗ во 2016 година, 32,9% од женските деца кои одат во второ оделение имале зголемена телесна тежина. Во 2017 година 33,2%, а во 2018 година 33%. Во 2016 година 15,2% од женските деца во второ оделение биле дебели. Во 2017 година 13,1%, а во 2018 година 14,9%. Вкупно 38,3% од децата во второ оделение имаат зголемена телесна тежина или дебелина. Дебели се 19,2% од децата. Споредено со претходните години, забележано е зголемување на процентот на деца со дебелина од 0,8%. Веќе имаме пандемија, значи во амбуланта се случува дечиња од 9-10 години да имаат веќе по 60 и 70 килограми, што на вистина не е во ред нити кореспондира со возраста и со нивната висина. Во ред е да имаме крупно дете, кое што е високо, значи и потешко, меѓутоа веќе дебелинава станува загрижувачка. Сега овој период ни се на некој начин совпадна две ситуации. И дигитализацијава и коронавирусот, пандемијата со коронавирус, значи кој што дополнително ги затворија децата дома, значи ги принудија и на онлайн учење, да кажеме, и да се цело време пред компјутерите, пред екрани, било да е телефон и така натаму. Значи, штом сме дома, но едно седиме цело време и ностоп нешто се грицка. Значи, тука немаме оние здрави ужинки, овош е зеленчук, туку се некои смоки, чипс, чоколадце, значи сето тоа дополнително газирани пијалоци и така натаму, сето тоа значи ни влијае да се зголеми тежината на детето. Значи и движењето од една страна, од друга страна, значи начинот на исхрана влијае на дебелината. Податоците со кои располага Институтот за јавно здравје покажуваат дека 1/3 од децата се со зголемена телесна тежина, кои подоцна ќе прераснат во дебели возрастни лица, а дебелината најчесто се одржува низ животот. Од нив поголемиот број живеат надвор од Скопскиот регион. Сепак во изминатите неколку години е регистрирана стагнација на бројот на деца со зголемена телесна тежина или дебелина во државава. Докторите препорачуваат дека здравиот начин на исхрана и физичката активност од 1 час дневно се клучни децата да имаат нормална телесна тежина. Од институтот откриваат дека податоците за 2020 година не се целосни, затоа што мерењата кај децата не можеле да се спроведат во целост, поради тоа што училиштата не работеа со физичко присуство заради пандемијата. Проблемот со дебелината во Македонија постои подолго време и има растечки тренд, а кризата предизвикана од пандемијата само придонела за негово влошување. Ковид-кризата покажи дека дебелите индивидуи се под зголемен ризик од лоши здравствени исходи кога ќе се заразат. Како што се зголемува нашата телесна тежина, нормално е дека срцето треба да испумпа крв која што треба да ја снабди таа количина на тежина што е поголема, односно тоа е ткиво, масно ткиво, живо ткиво кое што побарува, значи достава на кислород и хранливи материи за да остане живо. Значи со секој килограм покачен телесна тежина има отприлика околу 1 милион капилари, односно ситни малечки крвни садови кои што го зголемуваат капацитетот на тоа васкуларно корито, а тој капацитет треба да биде обскрбен, односно да биде доставена крв од еден извор, односно од нашето срце. Со зголемување на капацитетот и срцето мора да ја зголеми сопствената работа, односно да зголеми ударниот волумен и количината на крв која испумпува. Со тоа ја зголемува и сопствената работа и напор кој што го вложува за да достави крв до соодветните ткива. Проблемот со дебелината мора да се решава во комбинација од физичка активност и исхрана. Децата минимум 1 час во текот на денот треба да бидат физички активни, од средно до високо ниво на физичка активност, а возрастните до 30 минути да бидат активни 5 дена во неделата. Што повеќе физичка активност, што повеќе надвор. Значи, што повеќе надвор и да е лошо време, доколку не е претерано ладно, една прошетка е подобра отколку да се гледа една серија дома, да кажеме. Значи, точак, тротинет, трчање, малски фудбал, топка, нешто,
Ако доаѓаат ладни денови, значи пак може да се искористи времето и здравите навики животни. Значи повеќе овошје, повеќе зеленчук, што помалку процесирана храна да биде тоа, благи пијалоци и јадење, за да детето има правилен раст и развој. Дебелината е многу штетна по здравието, бидејќи самиот човек не може лесно да се носи со таа своја дебелина и често можеме да слушнеме дека луѓето кои што се покрупни велат камо да ми е мене помалце за да можам полесно да се движам. Па за да ти е помалце, не дека треба да јадеш помалце, туку треба да знаеш што да јадеш. И секогаш е битно всушност што ни е во нашата чинија и како да го избалансираме сето тоа што ќе го јадеме во текот на тој ден и колку ќе го потрошиме. Значи треба да направиме еден баланс за да немаме во себе масни наслаги, да бидеме здрави во фит форма и сепак тоа добро да ни влијае на нашето психичко здравје. Избалансирана исхрана е да си го слушаме телото. Односно да јадеме што ни се јаде во тој момент, но подоцна да знаеме како тоа ние треба да го согориме и да се прашаме зашто тоа ни го бара нас организмот. Например, ако ни бара благо, значи дека гликемиските резерви во нашиот организам се сепак потрошени. Но како да знаеме кога ни бара организмот благо, значи кога телото ни ја праќа информацијата, а не мозокот. Мозокот понекогаш може да ни праќа информација дека сме гладни, но всушност душевно можеме да бидеме гладни и да јадеме емоционално. И например, од да не кажам дебелите, ќе кажам крупните луѓе, често можеме да слушнеме дека тие всушност биле несреќни во одреден период од нивниот живот, па конзумирале многу повеќе благо, всушност шеќери и така го достигнале својот максимум во килажата. Не треба да се храниме психолошки, туку треба да се храниме тоа телото што ни бара. Во првите неколку месеци, кога некој има прекумерна телесна тежина, тогаш тој првен ќе почне да изфрла вода и ќе почне да се чувствува многу полесно. Но понатаму како ќе го зголемува обемот на здравата исхрана, ништо не треба да оди нагло, се треба да оди многу пополека. Првин да изфрла одредена намирница, например, сите се навикнати на леп, односно бело брашно, пекарите се полни и се почесто гледам и многу млади лица, деца да не кажам, ги учат да јадат по пекари. И треба тие оброци да се заменат, например, да ги замениме со нешто поздраво. Например, од цело зрно, хелјда, рж, јачмен, овес. Повторно добиваме јаглехидрат, но во друга форма. Потоа месото. Например, месото да не се пржи, туку да се вари или да се пече, па да не се пече со премногу масноти во него, да се вари исто така како некоја супа може. Ети на месото можеме да му најдеме не замена да речам, туку начин на подготовка по здрав. Потоа да почнеме да се привикнуваме да јадеме малце поголеми количества на овошје, па да почнеме наместо лебот зеленчук или обарен зеленчук или во салата и така натаму, за да сето тоа пополека почнува да се претопува од истото, но на друг начин подготвено. Се јавува всушност со шеќер, диабетес тип 1, тип 2, потоа се јавува пореметување со целиот систем на варење. Знаеме дека системот на варење е всушност вториот мозок во организмот и не џабе го викаат така. Потоа може да се јави и инсулински скокови, што исто така не е добро.
црниот дроб се замастува, крвната слика е многу лоша, едноставно и самиот не се осеќаш веќе убаво, ти паѓај само до вербата, и значи на психолошки начин почнуваш да патиш. Постигнувањето на прикладна тежина треба да биде задача на секој од нас. Еве што во таа насока ве советуваме денес во артикулација. Постигнувањето и одржувањето на прикладната телесна тежина во текот на животот е важна компонента во одржувањето на квалитетот на живењето. Многу бихевиорални, генетски и фактори на животната средина влијаат врз одржувањето на телесната тежина. Калориската рамнотежа е дефинирана со односот на калориите внесени преку храна и пијалаци и потрошените калории преку одржување на нормалните функции на телото, метаболизам, и оние потрошени преку физичката активност. Калориите потрошени за метаболистичките процеси не може да се контролираат, но може да се контролира што се јаде и пие, како и колку од калориите ќе се потрошат преку физичка активност. Контролирањето на внесот на калории преку храна и пијалаци е клучно за постигнување на калориска рамнотежа. Во однос на тоа, треба да се разбере какви се калориските потреби за едно лице. Тие зависат од возраста, полот, висината, тежината и степенот на физичката активност. Во зависност од овие фактори, калориските потреби варираат од околу 1600 до 2400 калории дневно за возрастни жени и 2000 до 3000 калории за возрастни мажи. Проценетите потреби кај малите деца се движат од 1000 до 2000 калории дневно, а кај поголемите деца и адолесценти варираат од 1400 до 3200 калории дневно, со тоа што вообичаено машките имаат поголеми потреби од женските. Намалувањето на 500 калории дневно е вообичаен старт при намалување на тежината кај возрастни. Тоа е се што ви подготвивме на тема дебелина во ова издание на Приказна. Се разбира дека оваа тема дополнително ќе ја истражуваме и ќе ви известуваме. Останете во добро здравје, грижете се за своето здравје, не заборавајте на ризик факторите кои што придонесуваат до дебелина и нормално довидување до следната приказна.